широко одбравиште, односно до делот каде што завршува зиданиот дел и започнува дрвената конструкција на кулата. Овој дел од Саат кулата е дом на инсекти, пајаци, муви, гулаби, Тоа едноставно најавувам еден краток циклус на настани ова лето. Музика и филмка и Саатот. Следните 3 викенда би се испланирани да повелите под Саатот. И се надевам дека како и претходните години, кога почнавме пред 5 ќе завршиме со заедничко танцување и локална веселба, токму како порано кога што почна. Сега да не паѓаме кусур за дати, години и настани, 1825-26 го земаме како година кога веројатно била изградена првата дрвена кула во Прилеп, не оваа која што ја гледаме сега, и 26-та година, 1826 година, кога е изградена чешмата покрај Саатот, која за жал повеќе ја немаме, а денешниот сад е изграден 58 година од познатите прилепски мајстори Коста Лауцов и Ристета Сламича. Приказни за Саатот и околу Саатот во Прилеп и многу. Аче, господинот Аче е еден од нив. Тука имаме една слика која ни отстапи семејството на Добрива Грашевска. Добро вечер, драги прилепчани. Ја поздравувам иницијативата на организациониот одбор во чест на одбележување 200 години од изградбата на Саат кулата. Сакам да зборувам накратко за градителот Ристета Сламича. Тој бил необразован зидар, но многу чесен и многу омилен. Кај Еснаф од Чаршински и кај вилаетот, градоначалникот тогашен на град Прилеп. Ристета Сламиче има изградено повеќе цркви, една од нив е старата црква Прилеп, има изградена црква во Малорувци и во село Добромир Битовско. Има изградена повеќе камбанари, но за жал животот го завршува паѓа од камбанаријата на село Манастир Прилепец. Е сега накратко за градбата на Саат кулата. Кога Саат кулата дошла под висина на џамијата, остана уште делот за Саатот, кој што бил порачен од Австрија, од Виена. Кога дошол Саатот, ги променил дименсиите на Саат кулата во висина. И висината на Саатот ја надминал џамијата. Турците се налутиле и се кренала голема галама. Но бидејќи бил многу омилен како човек, многу добар, бил помилуван и му било дозволено да продолжи да ја заврши градот.